Ја прашувам, Текст на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во ова вонредно издание на Тешки муабети со Јанко Милош Минич, како што му дадоа надимак Стефчо Екимовски, и со мене. Некои сакаат да ме видат, некои не ќе да ме видат, има повеќе од оние кои што не сакаат да ме видат, особено во ситуации како денешната. Имено сакам да ја отвориме емисијава со последната ситуација на не знам дали да ја кажам репресија. кажи ја. Не знам како да кажам, дали е тоа дали е репресија или е нешто што навистина има основа во законот, а тоа е последното апсење на членови на опозицијата во врска со плацеви кои што биле купувани по ефтина цена, потоа по 40-кратно повисоки цени биле продавани на Евана, и согласно кривичната пријава на Арафат Мореми, тоест на директорот на финансовата полиција или финансовата полиција како институција, се работи за злосторничко здружување, организирана шема која што имала за цел, нели, на сметка на австриската компанија Евана да инкасира високи суми на средства. Во кривичните пријави, во кривичната пријава се опфатени и неколку луѓе за кои што се шпекулира дека се блиски до ВМРО ДПМН, некои велат дека се блиски до раководството. Она што до сега е објавено е дека, иако не потврдено, е дека кривична пријава е поднесена против еден наводно од телохранителите на лидерот на опозицијата и некои други луѓе, меѓу кои што е, например, и Игор Гиевски, кој што беше директор во Евана и не знам дали се уште е. Дали се работи за уште еден тип на репресија против опозицијата, за да го смири тонот во собранието или во политичкото делување, или пак има навистина докази кои што докажуваат основ за вакво сомнение. Тоа останува на времето да видиме кој што ќе презентира. И тука би сакал јас да не продолжиме со шпекулации, туку да оставиме на официјалните институции да ни објаснат зошто се одлучиле на ваков чекор. Тоа што го знаеме до сега е дека утре сите овие кои што се денеска уапсени, утре ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, на кој што ќе се веројатно, не сум сигурен дали во кривична пријава се бара притвор или мерки за било какво обезбедување, но утре на судија на претходна постапка ќе биде тоа одлучено. Ова е вака најновото збиднување околу политичкиот живот во држава, и мислам дека беше очекувано по еуфоријата која што следеше од поона со автокефалијата на МПЦ, вчерашниот циркус во собранието. Логично беше да следува нека ваква акција на актуелната власт. Сега, зашто е вонредна емисијата, ќе ни ги раскаже господинот Јанко Илковски. Јанко, повели. Да, јас сум на столбот на срамота, ескивирав 2-3 емисии. Имено, многу ми е тешко мене и во кариерата да работам еднаш неделно, да сум нешто како Лила, би ми било фантастично. За жал, за да можам да сум по-добар и да можам да парирам на овие, ја еве слободно ќе кажам, иако ја имам најголема километража, морам да признам дека величини се за новинарство колегите од Инфомакс
И за да можам да бидам на нивното ниво, не сум, далеку од тоа, ја морам што почесто. Факт е дека моја интенција е секогаш каде работам проекти да бидам секојдневно. Но, нели, ќе се иде еднаш неделно, да полека и јас сакам да видам и они како ќе се развива оваа наша соработка, но периодов, да ви кажам, се случува што ја оваа година ќе полнам 60 години, пост-ковид, во карантин сум скоро 3 години и не можев да не искористам овие неколку викенда на ова топло време. Значи нема никаква тајна, морав малку да се обидам да си го спасам бракот, не дека ми е во некаква емоционална или било каква криза, едноставно не се гледаме со мојата сопруга, децата не порасна, ние не шетаме по Париз и Милана и така натаму и неколку викенда ги искористивме за ова. Мене јангза ме јаде, ми изеде и совест затоа што јас сум задолжен во недела, а сигурно ќе морам пак повторно од дете некои лични интимни причини и сакам да влетам во некои нови термини. Значи, оправданието е од мој личен аспект, нема ништо ни политика, ни Мислам дека на луктативност. кратко ќе кажеш само бев да се шетам, кој е врт. А ти Мичка, уште не знаеш со кого си имаш работа. Ја, добро вечер, кај мене у емисија трае 40 минути. Добро, си се зезна. Вечерва особено беше и доста битно затоа што секоја емисија ние теравме муавети за се и се што. Војната во Украина ја запоставивме, ја заборавивме, а имавме сведоштво од наши луѓе. Би било крајно нефер да, завршивме работа, направивме што било, сите забораваме за 3 дена. Вечерва повторно, во живо, ќе контактираме со наш човек во Украина, со него контактиравме пред неколку месеци, кој колку памти од тоа, сакаме да го чуеме како е, сакаме да ја чуеме неговата приказна, сакаме и вас малце по тоа тиквата да ви се чукне каде што се споделувате проруски или проамерикански, затоа што ви ова се виртуелно како некоја видеоигра, во суштина страдаат луѓе, реални луѓе, па и наши луѓе. Значи, малце да ви се врати емпатијата и да прекинете со тоа изживување, со фаќање страни, со мерење кој имал појаки авиони и кој кого ќе утепал. Луѓе мои, ова не е видеоигра, ова не е PlayStation, ова е реален живот и ова е реална трагедија. Добро вечер и од мене на гледачите. Оваа емисија не беше договарана, значи да се случи дали оваа недела, дали наредната, но мене она што ми се случи вчера ме шокираше еден коментар на наш гледач, наш читател, кој што на Facebook коментираше: јас само чекам да почнат да паѓаат нуклеарките, заборавајќи колку е страшна таа војна. Какви последици ќе има по сите нас, какви последици ќе има по неговите деца, по идните генерации, буквално ќе биде крај на ова што сега го живееме. Ние минатата емисија со Јанко разговаравме дека денеска сакале да признаеме или не, живееме во најубавото време за човештвото. И греота би било и тажно би било да заврши оваа приказна. Токму таа причина вечерва се договоривме со Игор, кој што уште на почетокот на војната гостуваше кај нас во емисија. Јас кажа што се случува во Украина. Тогаш се обидуваше да се излече, да избега од војната, да избега од таа смрт, од тој чемер тамо што ја снаоѓа Украина во моментов. И успеавме, му помогнавме, верувам ќе каже и тој кое патешествие му следуваше за да излезе од Украина. Сега тој се наоѓа во Германија. Ќе го имаме за кратко, мислам дека сега тој се наоѓа во Германија. Буквално целото патешествие ќе го чуеме од него. Ако може Мечка да го контактираме. И Јанко, зашто луѓе го забораваат? Забораваат што значи војна. Се сеќаваш ли на Диво месо представата? Па на еден дел мимо оставено. Има еден диалог таму кај што му вика, стариот му вика: "Ја памтиш војната?" Не. Тоа е проблемот. Треба нова војна. Забораваме што хорор е војната. Ние имаме премногу романтизирано, премногу филмови гледано, премногу игри играно. Отиде таа генерација која на своја кожа ја осети војната, дури и посредно. Она 2001 и не беше толку страшно.
затоа што пола од нас бевме на одмори на грчки плажи. Значи, зборам Втората светска војна, зборам Првата светска војна. И забораваме какви човечки трагедии и со колку децениски последици е сето тоа. Игор, дали сме на линија? Дали не слушаш? Почекај, Игор. Добро вечер до тебе. Поздрав. Како си, кажи ми прво? Кажи ми каде моментално се наоѓаш и што се случуваше со тебе од нашето јавување до еве сега? Во Германија, во Изелбург, тоа е 7,5 километри од холандска граница. Така, што се случуваше после јавувањето? Ајде да почнеме сега. Последен пат се Ајде, слушнавме на повеќе. 7 март. Ја многу пати го гледав тоа видео. 7 март беше недела и ви кажав дека планирам да не земаат. Не земаа, дојдоа наредниот ден, на 8 март, ден понеделник, во 9:45 по 9:45 по украинско, 8:45 по македонско, или 10:45, така нешто беше добро. И тргнавме, миневме едно друго и стасавме во Хуск. После кога стасавме? После 2 дена. 2 дена, една ноќ патувавме и некои си 16 сати. Не фанаа 2 ноќи. И стасавме во Хуск, патошествувањето беше доста интересно. Но не знам колку има смисла сега да го раскажувам како тргнавме. Одевме 128 блокпоста изброив до градот Хуск. За тие 2 дена додека патувавме, 1 ден и 15 сати. Немаше нигде проблем. Едно место само ми побара лична карта. Патувавме, се пуштивме од Зазимја, влеговме у Киев. Тие беа доста добро организирани со комбе, полиција. Игор, Како? кој ве собрале, кој ве земале? Тоа не Па не зема, тоа што нели ви кажував еден бизнисмен од градот Хус, братимен со тоа село Зазимја кај што бевме. Со едно комбе. Ова е приватно некој организирал? Приватно мене преку црквата ми помогнаа доста. Мајка и на жена ми е со црквата доста врзано, тоа да ти било со црквата, после ја ги дознав работите по патот како што. И миневме, влеговме Вишгород, кај што имало војни дејствија, тоа како предградие на Киев. Бевме кај Оболон, исто предградие, но не видов ни една зграда рушена. Викам, у Украина војна, ја не видов, искрено ви кажам, не видов ни рушено нешто, блокпостови тие што се со железните како шини што се ставени, видовме. И влеговме у центарот на Киев, таму по некои улици се пробнавме едни подземни гражи. И таму се споија 3 коли. Еден Форд, кај што се качивме ние со жена ми со детево, се појави Рендж Ровер еден и едно Порше. Можеш да замислиш какви бегалци. Комбе одеше напред, полиција сегде кај што Московскиот мост, кај што луѓе го минат за 8 сати, ние го поминавме за 20 минути. Полиција само со левата рака пушти тоа светличките ротацијски и тоа кој испаѓавме од Зазимја, пред да стасаме у тоа подгребните заради. И таму се здржавме 1-2-3 сата и полека оттаму веќе тргнавме. И патошествуването беше Вишгород, Оболон, кај што се прави украинското пиво, оболонско пиво, најпознато име. Украинско. И оттаму почнавме да се пуштаме надоле. Бела црква, Виница. И од Виница кој испаднаме, немаше ништо, блокпостови, да, на секој 2-30 километра. И после тргнавме по автопатот, кој автопат име за Тернопол, за Тернопол. И веќе кога стасавме Тернопол, се помалци имаше блокпостови, но у целост до Хуск 128 блокпоста ја изброив. Од тие 808, 10, 15 километри. Може само малце подобро да ни објасни што се тие блокпостови за кои што говориш? Кај што проверуваат документи, чекпоинти. Они ги викаат блокпост, чекпоинти кај што проверуваат, кај што има војска, те проверува, кој си можете провери. Што носиш, ама вие у комбево. Добро, извини. Блокпост на руски или украински, извини.
И ви од Комбево, војскава за да не проверува само буткаат, конзерви, смоки, риби, се конзерви, граови, натоварени со кутии, само даваат на војскава, само да не те задева, да не те проверува, да те пушта побрзо. Направено, напишано тоа, деца Вие дека како има. бегалци не добивате храна, туку вие давате храна на војниците за да Не, ве не, пуштат. не ние, тие што беа у комбето, возачот што беа и уште двајца, тројца и цело време со телефони, кај има застој се координираат со некој за да избегнеме кај што има многу гужви. Имаше многу гужви, тоа беше и 12-ти ден од војната, уште имаше по патиштата многу коли. И стасавме негде на 7-ми тргнавме, на 9-ти стасавме у 4,5 саатот. Значи 2 ноќи сме патувале. На 9-ти стасавме, не оставија пред еден стадион. Стадион Хуск за Карпати таму пишуваше. Стадион поубав мислам дека е од Скопскиот. Направив некои видеа, ама ете, за жал не ги пратив на Милош. И не сместија у еден хотел, една вечер преноќивме. И следниот ден волонтер не зема, не однесе до граница. И на границата може да замислите, ни еден човек немаше. Никој, никакви гужви, никој. Само си поминавте граница, саш да кажеш, без... Не оставија на 350 метра од границата. 350 метра не оставија од границата, уште во украинска страна. И во цело време бев во контакт со Крум Ефремов, амбасадорот. Требаше нив да ги... Сакам, сега една минута ќе ми дајте, сакам да ги поздравам. Крум Ефремов, господја Ала Милошевиќ, Агим, од страната од Украина и Габриел Атанасовски и господја Силвана у романска амбасада, македонска амбасада у Романија. Јас сум, да ви кажам искрено, многу пријатно изненаден од македонската организација. Ја мислам таква организација на европско ниво. И дојде Крум на бензинската станица. Во која смисла на европско ниво? Мислам, што вака у детали, што бе организација? Организација се, како не зема, како не пречека, односот каков беше, ни нудеа храна, имавме ние се, мислам, си носевме со нас, нешто ја и купив, имав и гривни у Хус, купив еден ден, бевме таму. И почекавме на бензинската негде саат и пол, дојдоа со Ала Милошевиќ, он возеше со кола со украински дипломатски таблици, дојде, не зема и не однесе преку Романија. Малци имаше зафрканци на границата. Прашуваа зошто се испаѓам, кој сум, шо сум, како сум добил тоа лично. На украинска, Ѓаково се вика. Украинско-романска, Ѓаково се вика. Украинско-романска. Да. Кроз по морето, тука покрај морето. Не, тоа е Молдавија. Не, тоа е Молдавија доле. Помеѓу Романија и Унгарија, ако не се лажам, Хуск. Така? Да, Романија и Украина. Да. Кажи ми, дали трошеше лични средства? Например, гориво... Ништо, Јанко, 1 евро не ми зема, а мене ми беше незгодно, кога не однесе волонтерот до граница, му дадов 70 евра. Толку имав ситни, му дадов, не, ќум, воа е се организирано. Земи, викам, за тебе, другар, нека биде, викам, воа од фондот за Украина, од фамилија Ангелови, кажи. Ништо не ќе да земат, ни тие, ништо украинци не сакаат да земат, ништо. Чи многу хуман однос има... Хуман однос, јас сум многу изненаден. И како да не ги сакам украинците за. Да. За мене лично, ја кажу. За мене лично. И после не зема амбасадорот со Ала, не однесоа у Сату Маре у еден хотел, на 5 километра од градот. Сату Мару Ништо се платено у Украина хотелот, викам колку ништо, вика за бегалци, само вика да си платите за струја 300 гривни, 10 евра беше за една ноќ. Нема проблем како ме видите. Тоа платив у гривни, имав гривни, 300 гривни. Тогаш да речеме 10 евра, 3250 беше 100 евра, не 1 евро како што кажав минатиот пат. 3250, сега е више 4000, колку што имам информации. И преспавме една ноќ таму и утрената не зема до бензинската, не однесе тој едно 48 километра, не остави човекот таму. Поседи со нас, детево ми заспа у колата, спиеше, додека дојдоа Крум, амбасадоров, Ефремов, не зема, оттаму не однесоа во Сату Маре, таму исто во хотел. Викам да платиме, ништо, вика. Платено е, вика, од Македонија, вика, се во фри. И се е слободно.
Седевме таму до 10:45 наредниот ден и негде на 10 у 10:45 по романско, тоа е 9:45 са бајле по македонско, тргнавме за Букуреш и патешествување 9 сати. Јас, жена ми, детето, имаше една украинка со мајка и украинката мажена за Гевгеличанец. И ние 5 души и шофери и една жена имаше со комбене, зема пошироко веќе. Инаку додека стасавме до тоа Хуск се направивме расол. Извини, не зборов се. И стасавме таму. И у Букурес стасавме, вечерта у 8:15 беше по романско, на 10. И вика, одма тргаме. Вика, ако сакате да преноќуваме, Габриел Вој Атанасовски, вие, жена ми, украинката, не сакаме побрзо у Македонија да стасаме. Таму одма шофер не пречека, исто Сашо, поздрав и до него, од Скопје. И оттаму излеговме, од 8:45 тргнавме и стасавме во Велес, во Македонија на 11 март во 4:45. Интернет имав цело време по патов, им пишувам дома дека ќе стасаме, ги начекавме у пижами, луѓе во спиење. У 4:45 са бајлето. На 11. Игор, сакам да те прашам, преска спомена дека не си видел разрушување низ Украина како што тоа го гледаме ние секојдневно на медиумите, на светските медиуми. Ние кај што поминавме таму немаше ништо не видов. Ја викам барем да видов, ништо не видов. Искрено. Да, околу тоа, значи не знам дали и како да го коментирам ова. Ние секојдневно гледаме, на пример, ја гледам постојано гледам вести на Euronews, на France 24, на CNN ретко, затоа што покриваат други теми. Како што знаеш, РТ кај нас не е забранета, не се гледа. И ние постојано сме бомбардирани со едни слики од Украина, од разрушување на Украина, од апокалиптични сцени. И сега ова ти што го кажуваш тука е малку ме зачудува, малку не ми е... Прво да се разбереме, Мечка многу фино те прашува и многу е на место и да се разбереме. Многу ни е драго што сте окей. Но олку позитива. Ова не баре како на екскурзија да сте биле. Луѓе, љубезни, сите ви помагаат. Едноставно, ја бев со грудка во, сваќаш, си напуштил дом, си напуштил се. Човече те гледам позитивен, расположен. Јанко, искрено, јас сум многу исплашен човек, ама кога бев у Украина, кога почна војната, сам се куражев и можеби имав така некоја, ја немав таа грудка како што сте ја имале вие, ми голесни као Господ да ми направи полесно да поминеме сегде. Не викам дека го немало тоа што го гледаме на телевизија, сигурно го има, не може да се монтира, но ја не видов, јас не видов. Бев со позитива, шали, смеи со колата, со луѓево, ми раскажува историја, тоа баш ги прашував за Степан Бандера и така натаму, што вие го зборувавме дека бил национален херој, он ми раскажуваше друго, дека Степан по колата ми раскажуваше дека он фактички се борел против пољаците, не знам, Полска го окупирала Запад, колку што успеав да го разберам, зборувам чисто украински, малку ми беше тешко да го разберам, дека се борел Степан Бандера против пољаците за ја земале украинска земја некоја, која таму нешто објаснуваше за Запад. Тоа е точно дека Степан Бандера дека Степан Бандера е како се вика у линија или колаборатор на нацистите поради таа територија на западот на Украина, ама таа идеологија и тој начин на функционирање го има, например, и Ванчо Михајлов. И сега ние знаеме како е со Ванчо Михајлов кај нас, како е презентиран кај нас, а како е презентиран ист таков лик со иста таква идеологија или сличен начин на делување во Украина. Во Украина, да, е прогласен за национален херој и тоа од сега премиерот не ми текнува на председателот украински, не ми текнува како му беше името. Порошенко или Евтимиј? Не, значи збориме 99-2001. Кучма, тоа е, да, во време Кучма го прогласува за национален херој. Може, да. Но народот никој не го спомињаше Степан Бандера, ја никој пат не го спомиња. Ни еден споменик не сум видел, искрено. У Киев сум го шетал целиот и уздуши и попреку. И Бровари. Киев го знам подобро, можам да кажам од Велес мој роден.
Ни еден споменик не сум. Дури имаше многу споменици од советската ера, имаше повеќе такви споменици. Ја ти верувам дека тоа е така, ама Ја што сум гледал сега. Види, ја ти верувам дека тоа е така, ама зашто сакам ова да го издискутираме? Причината за руската инвазија е Степан Бандера и таа идеологија. Затоа сакам да го издискутираме колку е тоа оправдано и дали навистина има таму фашизам, дали постојат нацистички одреди. Сега Азов, Азов точно е тоа, Азов, како се вика, десен сектор, тоа се сите тие ја следат таа идеологија. И ако гледаш јас ги видов сега тие видеа со тетоважи, со иконографијата, тачно, иконографијата на пример на одредот Азов е превземена од 131-та или 132-та тенковски баталјон на СС дивизијата на Хитлер. Тоа е истиот, речи се истиот, како се вика, амблем, само е видоизменет во смисла на тоа дека се сменети боите, сега се ставени на украинска позадина, нели, жолто со плаво, тоа е Азов. Десен сектор има друга исто така дериват на нацистичка на СС ознака, но исто така модифицирана за украински услови. Сега тоа е, како да ти кажам, затоа Степан Бандера е основата зашто Русија тврди дека треба да се изврши денацификација на Украина. И затоа ме интересира како се доживува на вистина Степан Бандера во Украина и дали е оправдано овој наратив за денацификација на Украина. Твој впечаток. Ја, Александар, многу не верувам дека е така. Има тоа некоја позадина. Моје мислење е дека има некоја позадина, дека сакаат да земат земјата. Не знам, да освојат на некој си начин. Ја повише верувам на Путин што кажа дека Украина е историска руска земја, не знам, што повише на тоа верувам дека е ради тоа отколку друго. Апсолутно, ќе се согласам со тебе. А не дека се плашат од НАТО. НАТО никој пат не верувам дека и Украина да влезеше у НАТО и Финска утре да влезе, што ќе ја напаѓаат Русија. Тоа е само изговор, за мене е изговор, не. Така е. Тоа може да се согласам со тебе целосно. Не знам, може не сум право, но тоа е моје мислење. Види, пред да идеме, мене ми е искрено многу поинтересно ова мечка која ги збори геополитичките работи, тие ни се помалку, но би било нефер крајно ако не ја довршиме твојата лична приказна. Доаѓаш во Велес со фамилијата, со семејството. Доаѓам во Велес, Јанко, тоа беше Без колку време таму се задржуваш? На 30 март бев таму. Извадивме, се сликавме, детево го сликавме, ја залепија на пасошот на жена ми и требаше додам за Кипар, нели? И бев у контакт на Кипар се до 22 март. Се во убави односи, Кипар, вака, така, и ми вика на 23-ти, менаџерката ми се јави од хотелот, ама што ќе правите вие со детето? Како ќе детето? Кај да го оставиме? Да го фрлиме у Вардар, викам. Кај да го оставиме детето? И затоа отпадна варијантата Кипар. И јас што ќе правам? Во меѓувреме имам доста ја контакти со Германија. Сум имал гости германци, сум остварил добар однос и се јавувам кај една фамилија, една, друга, трета. И наоѓам една фамилија овде во Изелбург. Наоѓам фамилија, ваму, дај да ве видиме како сте, шо сте, Игор, кај сте, шо сте, ја им викам, ваму сме во Македонија, сакаме да идеме во Германија и ми опишувам ситуација за Кипар како беше, едно друго. Не се враќате, дали викам нема, ни туристи нема да има, вака испадна со детево. Како бе, вика, така може да ви кажат, вика да ви врл. Вика, дојдете кај нас. И жена ми викам, што ќе правиме? Олја, вика, одиме Игор. И на 26 март вадиме карта за Дортмунд. И Скопје Дортмунд со авионот летаме. Оттаму не пречекаа они, не земаа со кола. А да отидовме. Кој ве пречека, Игор? Фамилијата, германската фамилија, Бурхард и Криста Јокс, што им сум многу благодарен. Која релација, како стекнавте релација со нив? Ја ти кажам, у Кипар ги имам запознаено 2017 или 18 година, точно не знам сега. Туристи беа они во хотелот. И вие им се обративте за помош? Да, вака, викам им се. И они се заинтересираа за нас, вика со дете ќе ви помогнеме, вика имаме ние 2 псови, вика може да ви ги издадеме, викам колку ќе треба, ништо, вика нема да се плаќа, ништо, не ни зема ништо, 21 ден ќе бидевме кај нив, 3 недели. Браво. Во меѓувреме човекот која стасавме од 31 до 21 април не пријави, земавме помош, жена ми ја регистрира, детето го регистрира,
Купивме точаци за прва помош да можеме се движиме, тука е се рамно, близко е, мало е местото тоа, Изелбург е како 11.000 жители. Близко е до... Ми најдоа мене работа, бев 4 дена на пробно, таму од 17 до 21 и 21 се премен ми најдоа стан, исто станот беше... Станот го плаќаме сега 350 евра, со се не е скапо, мислам. За тоа што добиваме и за тоа плата што ќе добиваме помош. Уште сте таму сега? Уште сме тука, да, останот сум, сега ќе бидам тука 6 месеци, мале станот, 2 соби, една спална и кујна, но сега за прва помош е тоа што е. Види, Игор, Чекај, а што е планот за понатаму? Па понатаму сакам да земам поголем стан, ако да земеме со 2 соби, исто тука во Изелбург и малце поблиску до фабриката, па понатаму 2-6 месеци планирам и кола да земам за тоа што овде со точак, мислам, можеш да се рекреираш. Дали ги имаш институционално условите за останување? Дали германската држава ќе ти дозволи Имам за една година добивме документи, ни направи овој ЙОКС. Букарт ни направи документи на жена ми, на детето добија социјални броеви, таму што е номер, добија се. Одлично. Добивме се. Дури мене ме пиша како украинец, е малку чудно. Што да правам? Така се бодам, како украинец се бодам. добро, Игор, знаеш мене што ме интересира, бидејќи гледаме нели голема емпатија на телевизија од страна на европскиве лидери, на европскиве држави. Каков е односот кон украинските бегалци? Каков е односот кон луѓето кои што бегаат од војната од Украина? Односот индивидуално, но јас знаеш што мислам, вака како што гледам, мислам дека до негде односот спрема украинците е никаков. Германците многу не ги сакаат, повише сакаат избеглици од Афганистан, од Иран, од Сирија, ние ќе што живееме у зградава, у 2 згради, 2 блока, по 2 спрата, по 11 стана. И се такви околу нас. Афганистан, Нигерија. Не разбирам. А може би и украинците заслужуваат да бидат такви. Зошто заслужуваат? Прават проблеми. Го искажуваат своето, напаѓаат руси, бушат коли ако дознаат за Русија тука што бушеле гуми од Дујсбург, од Дизелдорф, прават проблеми украинците. Нивната агресија ја искалуваат тука, те примиле како бегалец, што има сега да правиш проблем? Не ги разбира, стварно не ги разбира. Овој антагонизам германците го развија спрема украинците сега за време на нивнава криза? Или од Па не знам, може би што искажуваат својата националност на тоа големо ниво, не ги сакаат. Може би ради тоа не ги сакаат. Или може би што ги препознаваат дека сепак се прилично нацистички настроени? Повише националистички, ја ќе речам, националистички. Добро, Игор, ми спомена додека зборевме по телефон дека има некој чуден однос кон православните. Па, затоа што украинци не се православни. Не знам, јас сум така, секој пат сум насмеан, секој пат сум малце, како да кажем, поладен човек, пристапувам по-пријателски со секого и не сум осетил така. Ни овде, никде не сум осетил, не знам, може би домерено е. Но не сум осетил некоја одбивност. Но гледаме овде кај што живееме. Па сам кажеш дека германец те примил и ти се понудил. Па да, ете гледаш, да. Мене ја за тоа кажувам, никој ја не сум имал проблем. Да те земе некој така, што си го запознал на одмор. Дали имаш сознание како е со другите наши? Имам сознание за украинците. Кога стасавме, се сместивме кај тој ЙОКС, нели не работев до 17, бев послободен и ние како украинци со лична карта и со пасош можеш да патуваш низ цела Германија без пари. Со автобус, со воз, со се. Со сите. И одевме често у Бохолт. И у Бохолт отидовме во лагер, украинците го викаат, тоа е една сала направено хангар, преградено со шпетплочи, направено соби. Да видите како живеат украинците, живеат страшна мизерија. Но знаеш што ме изритира? Чекај, мизерија. Го употреби зборот мизерија. Мизерни услови натре. Значи ти си исклучок во целава работа. Па добро, јас сам си направив. Мене никој не ми помогна. Македончево се снашло. Нека извинат да помогам на други. Значи Игор, пресреќен сум и презадоволен што си окей, што си среден. Не може сега не ја малце. твојот пример да го
да го проектираме на другите. Многу е потешка ситуацијата со другите бегалци. Тоа ми го потврдуваш, така? Така со тие што се реално бегалци, а тие што избегаа со пари и со коли, со джипови од 50, 60 или не знам дали сте слушале, сигурно сте слушале дека Европа е преплавена од такви. Ние ги Тие гледавме, Игор, и тие... Тие знаеш ли каде живеат? Тие живеат во Бохолт, близко тука е поголем град, хотел Резиденц, 20 соби како бегалци. Најмалата кола што е дојдена е негде 30.000 евра, а имало, ми кажаа луѓе што виделе, ја не сум видел, имало и Тесла кола од 165.000 евра, дури правеле мобет со украинеци. Германците паѓаат у несвест. Тесла кола украинец дошол, сместен у хотел господинот, а овие што се стварно бегалци ги наместиле да спијат у хангари таму. Имаше едно таква ауди со украински регистарски таблички. Страшни. Осмица се возеше низ Скопје и непрописно беше паркирано кај Плей. Имам снимка, се мислев дали да ја пуштим. Негово беше тоа, кај Плей? Да, украинско. О, Го имаш приметено и ти. И уште не сме полиција, бегалец, греота. Да, знаеш ли што сега да те прашам? Сигурно ќе ги интересира луѓево. Се чувствува ли кризата економска која што има во цел свет и во Германија? Браво. Добро прашање. Криза колку сакаш, друже. Што е Последен тоа пат во Германија бев 2018 зимото со жена ми бевме. Криза е тука, еве ќе ти кажам, кога дојдовме зејтин немаш. Тоа што го гледавме на телевизија во Македонија, не верувам, викам како во Германија зејтин. Дојдов, нема зејтин. Тука имаме Нето близко до на 100 метра и Алди на километар и нешто е. Нели како магазини, како продавници, ланци. После тоа се појави зејтин 3,99. На жена ми викам да зијам едно шишеве. Викам ај ќе зијам, да зијам, да не зијам, ај викам ќе зијам едно шише, пази по едно шише даваат. Ако се по едно шише даваат на човек. И после тоа викам ајде одиме, па нема зејтин. После 5-6 дена дојде зејтин 4,99. Викам што е работа, ај викам не зијам оди. Ќе чекаме па да дојде 3,99. Па го снема и последен пат сега се појави го има редовно 5,99 зејтин. Сакаш Lidl оди, сакаш Нето оди, сакаш Алди оди, 5,99 и сега викам олја 3,99 нема више. Зијаме за 5,99, што ќе правиме? Тоа е само за зејтинот или сите продукти им се отидени нагоре? И другите продукти викаат дека се покачкани. Например, тие сечени салами што ги продаваат они по 100 грама, 150 грама, знаеш кој сечени таку вакуумирани. Гален порано биле по 0,99 по евро 10 кашкавали, сега се над евро 69 и се им се интересно цените, им завршуваат или на 9 или на 5. Брат, 0,75, 0,79. Да ти пратам овчо сирење од овдека таму на пазар една тезга се напуниш со пари. Дај бе нешто да направиме, муабети овдека само филозофираме, само политика, ово, она. Нечка, дај бе што беровско сирење пред со човеков да завршиме работа. Немој. Инаку јас си купувам од Вофолт, купувам кило сирење од Kaufland грчко. Подкачувам све. 5,45 последен купив 5,45 од Kaufland сирење. Едно кило, 5,45 евро. 5,45. Какво Не ви сирење? кажувам. Грчко, фета. Абе тоа е тоа на куче да му го намачкаш, да му го даеш, нема да го јаде. Не бе, добро сирење со како се вика, со ставено у саламура, не е така просто Не вакуумирано. знам, тоа фета, Тоа кантиче. Со сменето име. Не е како македонското, не е како македонското, но што да правиме сега? Не сте у Не Македонија. знам ја тоа геј сирење, такво нешто. Нешто као ова сирење од стража, нешто такво, некое мешано, онако. Овчо сирење мрсно и солено. Ако може на кратко да прекина мене она што ме интересира, Кажете. цело време читаме дека, знаеш, се добива слика дека Украина само што не победила во војнава. Сакаме да бидеме реални, те прашуваме зашто. Ја верував дека е така, додека бев таму, ама гледам дека не е така. Сега да бидеме реални. Да бидеме реални, колку ја да сакам Украина. Ми недостасува Украина, ти кажам, тој мир у Украина што го имав ми недостасува. Мир. Дали ви кажував спокој, мир, спокојство на душата. Браво.
Се овде, како така, нели ви кажу, 450 евра зимав сум поспреќен отколку тука што имаме 2000 евра. А Искрено ти сега кажам. колку земаш? И 1500 ќе зимам чисти. Тука со бруто 2000, жена ми зима нешто помош и едно околу 2000 евра, да речеме. Но, Јанко, не сум среќен. Не е се упарите, барем за мене, не знам. Не. Слушај, одлична мирот и животна спокојот филозофија е- има. Па мирот и спокојот е, Сега ќе човече. луѓето ќе коментираат, сега вака, сега изводи, ваа кажу и тоа кажу. Јас си кажувам за мене, нека збинат се другарите, што читаат таму на Facebook коментари што ставаат. Украина, ја живеев со полни плуќи. Од Германија тука си стегна. Детето да не вика, да не трокне, да не падне вакво, ќе ти дојде полиција, ќе те пријави, не смееш да го удриш, не смееш да му викнеш, не смееш полиција ти дојде, ќе те пријави комшијата и цело време живееш на уф. Да И не еден можеш ден жена на рад да ќе и врзаш во експлодираш. шамара, мислам, стварно. Стварно. Шамара, са дете мало е, ама не можеш да го удриш по раци, не можеш нешто да Па ќе не земе. само ќе дете, него жената нешто ќе ти изнервира, дојдеш од работа, да имаш колко да истепа. Не, ама цело време си, како ти кажам, цело време кога на призма отидовме една фарма, така, пуштени коњи и со дете, ајде да ги погали. Од таа страна се појави една жена, не гледаш, ролетни се отвараат, почна да зборува, ја германски не разбира. Ле, викам, ајде да си бегам, кој се што ќе иска. Зема да ги погали, коњи има тука, така, коњски фарби за коњи има доста. И викам, гледај што стана од ништо ќе направиме пеѓа. Така, сабота, недела, кога сум слободен. Мислиш дека ќе се вратиш у Украина? Како гостин да инаку да живеам, не, затоа што јас со на жена ми мајка и правам овет, викам, госпа Наташа, викам, после завршувањето на војната Украина, викам, ќе биде Еритреја, вика, Сомалија ќе биде миго, Сомалија. Се враќаат луѓе, одат на работа, се функционира, ама платите еднаш на 2 месеца за зима. Нема. Еве една пријателка таму наша, медицинска сестра, работи у Бровари. Викам како си Олја, викам како со плата, вика 4000 гривни бора. Колку си имаш, викам пред тоа? 12.000. А сега 4000 гривни се 100 евро. А тогаш беа 3250. Левот од 50 паднал на 25 гривни. Солта 30, солта нели таму Мариополј, кај имало сол, Херсон ли? Немаат сол, криза. завзема најголемата солана. Криза за сол било, кога се појавува 30 гривни била, инаку 10 гривни била солта. Гривна. Да. Игор, колку е гривна знаеш евро? што? Минатиот пат, последниот пат кога зборевме Колку е пред гривна твојата евро? евакуација, Денар. зборувавме и за Бровари, каде се наоѓа селото, местото каде што ти живееше во околина на Киев. И следниот ден откако зборевме, односно 2 дена откако ние зборевме, или 10 на 12 сати откако ти си замина од Бровари, таму имаше огромен, масивен напад и тешки борби имаше таму. Да речам, Тоа веќе ви кажував кај шумата што беше, шумата навлегува од едната страна. Да, значи таму имаше нели она, како се вика, имаше заседа, па тоа беше на сите светски медиуми беше покажано селото Бровари. На колку метри од тебе тоа беше се случуваше? Каде ти мислам на таа борба, таа заседа? Километри, како метри, тоа е 25 километра од мене. Воздушна линија е 8-9, инаку по пат е далеко, Бровари е 25 километра до центарот на Бровари, исто колку до центарот на Киев. Ние бевме Киевска област, Броварски реон, таму се поделени како области, зазимаат поголемо пространство и после реони. И знаеш што беше најинтересно? После ја ги гледав тоа, картите често ги објавуваа. Сите проблеми што станаа, Буча, Муча, се беше од западната страна, од западната страна на Днепар. А нашата источна страна, кај што требаше ние фактички да бидеме тие што се русите не знам зашто тргаа на таа страна. На кај западната страна, тие Буча таму, кои имаше други Изинли, некои места што беа рушени, сите беа од западната страна. Не знам зашто само Зашто така вие сте таму на источната Русија немаат проблем со вас, туку имаат проблем со вие на западната. Не, најверојатно затоа што кај нас немаше војска, кај нас немаше никаква војска. Аха. А таму имало воени бази, имало војска се онадолу. Кај што имаше украинска војска, сите села тие настрадаха. Добро, каква е атмосферата? Каква ти е? Значи, велиш дека Украина ќе биде како Еритреја, како е
Етиопија. После завршуването у смисла на сиромаштие, у смисла на бедотија. Така, а што се збори? Ке заврши ли ова? И има ли, се пуштаат ли такви гласови до крај на година, сега при крај ли е, ке се Колку што ја разгорува правам, обед, со луѓе војната, не ке се веруваат, не окупира ли веруваат. Полска? Што збори народов? Што зборите меѓу себе на Таму тема? колку што ја правам обед со луѓе од Киев што се останат, имам пријатели од Бровари и од Кајна со Целово. Си работат луѓето, почињаат земјоделство, си работат, више време е за земјоделие, се враќаат на работа, работат кафечи. Викам тоа чекпоинтите, вика полека ги дигаат, вика нема Игор толку, само на влезовите на градот има, нема веќе внатре во Киев. Инаку имаше внатре по улиците. Тие со железни, со шини што правеа по крстови. Тие се против И тенков. народот работи, и викам, бе, како размислувате, бом, ајде сега, Игор, вика, до кога да живееме со страф? Еднаш се убира. Така почињаат да ми кажуваат. така Вика, е, до кога да браво. живееме? Мора да се врати, вика, живот. Инаку имало, у Киев е за зимње, ја кај што живеам последниве 20, можеби не, 15 дена. Нема више сирени, нема више узбуди. А у Киев си имало редовно по 4-5 пати, некои пати по сат. Ама народот више не ги приметува. Си тера, нема криење. Ја, што да прават? Падне. А добро, Игор, зашто ти се смени ставот која напушти Украина во однос на тоа како тече војната и кога беше таму? Ја бев таму исплашен, ви кажав од чеченците и фала Богу што не влегува. Ја што прават се? Мариуполј кој го освои? Русите или чеченците? Какви руси? Чеченците ја нади, чеченците направи. Ја мислам дека оние донесува победата. Не, ама, знаеш што ми е прашањето? Зашто, што го смени твоето мислење дека Украина победува? Не дека најпознат. губи, викам сега. Дека сега губи, ја Не, викам. ама, дека победува. добро, зошто, што се промени? Каде, Зошто го смени мислењето дека Украина Затоа што слабо напредуваа, Јанко. Слабо напредуваа некако. У Киев беа уште на вториот ден и никако не можеа да дојдат. Никако не можеа да го освојат. Затоа некако така ми се чинеше мене од А од што село. се смени? Поради што го смени ставот? Па гледам сега како брзо освојуваат територии, како градови паѓаат како круши. на истокот од Украина. Може би имаат потпора од нивното население, но не знам. Мислам, јасно е ли ми е дека целта на русите, рускиот дел да се одвои и да стане независен? Не, од ама сега испаѓа друго, ваму кај што ја правам обед, они сега знаеш што викаат, дека пак ќе дојдат они до Киев, само сега ќе им се пуштат од оздола, не од озгора преку Белорусија. Слабата точка на Украина викаат од оздола. Да, сега- До Одеса па да се дигаат нагоре. Сега тоа да го коментирам, Игор, Путин и генералите и генералштабот на рускиот генералштаб уште тогаш кажа дека нападот на Киев беше демонстративен напад. Во смисла на тоа да се одвлече најголем дел од силата, од војната сила на Украина да го брани главниот град, додека ваму сека сапеше друг дел од територијата на Украина. Сега кога веќе тоа е се демилитаризирано, Украина е оставена со, односно уништени се во Украина околу 95% од војните потенцијали. Значи тоа Се е уништено, се е Значи збориме ние за војни потенцијали у смисла касарни, тешко вооружување, артилерија, моторизирана војска, ракетна одбрана, људство, значи војската е деморализирана, значи они губат по 400 души на ден. Не само они, другите губат. А знаеш зашто губат? Затоа што Губат, Игор, ама знаеш кај е разликата? Овие што напаѓаат имаат 2 милиона војска, овие имаат 400.000. Сега и тука не планираат мобилизација да прават. Еве, на жена ми брати пред 3 дена добил потврда дека може да напушти Украина. Више им даваат потврда. Мене повеќе ми личи да бидам најискрен дека Украина се подготвува да консензус, да прифати решение, примирие со Русија и ова да се стабилизира. Не мислам дека ова го прави Украина затоа што е сигурна дека ќе се одбрани. Разложи го малце повеќе, не само како разговор, бидејќи ова ретко кој се осмелува, а до сега сите импровизираат, че ги слушав и просто ми се досадни. Ама ти имаш некако рацио добро, значи, што мислиш? Пази, ти мислиш
што се обидувам да разберам? Мислиш ли дека Русија ќе стави шапа на цела Украина или само делумно овој дел да си го заштити? Не, ја ви кажувам што слушам таму, што Мишка, слушам го луѓе прашувам, а ти Игор кажи си и ти слободно. Не, луѓе што од Бровари и од Киев и од Зазимја кај што бев ја, што они самите кажуваат дека очекуваат од оздола да ги нападне. Затоа што веќе украинска војска некако почија да биде демотивирана. Еве денеска гледав едно видео пред да се уклучите баш од тој град кај што бев ја, Хуск. Жени почињаат да штрајкуваат, не ги пуштаат мажите да одат на фронтот. Демонстрации таму. Да, баш заради тоа сам да кажам дека мене се повеќе ми личи дека Украина се подготвува полека да седне на зелена маса и на зелена маса да направи некаков договор. Се дали ќе биде тоа по примерот на Дејтон или Охридски рамковен или некој таков Мински договор 3 можеби. Ама како и да е, мислам дека ова е подготовка да се повлече Зеленски и неговата влада, неговата клика да се повлечат од оваа неетлива политика која што ја доведе Украина на рап на уништување. А тоа што Русија веројатно ќе го бара на маса, тоа е тоа што веќе го имаат загубено. Тоа е Донецк, Луганск. Да, Донецк, Луганск до Изим, до каде што од Преска збореше ти, ваму лево до Мариупол, Одеса веројатно. Одеса е многу неодржлива ако остане на Украина, од проста причина што сега ќе биде енклава. Од север ќе биде затворена од Донбас, од југ ќе биде затворена од Придестовје и ќе имаат само еден излез кој што ќе биде многу, само една да речам, не попречувана комуникација со Украина, тоа ќе биде многу тесен премин кој што нема да биде одржлив. Во чија полза или во чија штета избориш за ова? Ова го кажувам во Одеса чив да биде? Руски или Руска ќе биде, на кого ќе биде? руски. Ако е Мариупол руски, Мелитопол руски, не може да биде Одеса украинска. Затоа што на јужниот дел на Одеса, на јужната страна на Одеса е Придестовје, кое што е руска енклава. Ваму доле на север ќе му биде Донбас и они ќе немаат каде додат. Зошто мислам на Киев дека ќе оди за тоа што го почиња сега и Запорожје да го напада? Да, Запорожје мислам дека веќе и е под руска контрола, најголемиот дел. И што е многу интересно, ова ти што го кажа сега, дека дури и русите, односно дури и украинците, особено оние кои што се за да речам, пацифистичко решение, русите украинците веќе самите бараат украинската војска да се повлече, самите се борат, веќе ја тргаат на страна овие Азов, десен сектор, не сакаат да комуницира. Локалните населени, цивилите веќе не сакаат да се делат приказка. И ако гледавте у Мариупол што се случи, во Мариупол излезе огромен дел од цивилното население да поздрави руската армија. Таму имаше неколку интервјуа кои што на луѓе се можеби се местени, можеби не се, но како и да. Знаеш како ќе испадне, како мојата работа која кажа, или ќе чекам да не поробат, или ќе чекам да не ослободат. Ако не поробеа со руски знамиња, ние ве сакаме многу. А у душата ако дојдеа украинците, кај сте другари, кога ве чекаме да дојдете. Па, вели у Мариуполј, у Запорожје да знаеш дека се така, малце се и глумци, не дека се чисто руски. Кога сме кај глумци, Игор, знаеш мене што ме интересира многу? Еве како бугарите у Скопје кога влегува 41. Како граѓани на Украина, кај гледаш разликата помеѓу она што го ветуваше и кажуваше Зеленски пред да стане председател и она што го правеше потоа пред војната и сега од кога почна војната? Бидејќи јас читав една анализа на украинска левичарка која што тврди дека она што го ветил во програмата и она што го ветувал за избори, вклучувајќи мир, поголеми плати, социјална правда и се останато, се претворило во хушкање за војна и неолиберални економски политики. Значи збориме распродажба на државни ресурси. Има ли таква разлика? Има разлика. Платите ги качи, ама и цените отидоха нагоре.
Платите ви качи у Киев просечна плата беше 500 евра. Тоа ти е некој Чекай, како? Односно, Нешто ми не е познато, че- просечна, извини, минимална плата беше 500 евра. 15.000 гривни беше. Што ми е познато, од кај знам ова? Имаше еден. Што сум чуо? Имаше еден кај нас. само што тргнав да кажувам дека ова е нешто слична ситуација како нашата. Немогуч. Значи имаме Од кај се ова? изголемување на плати, ама изголемување на цени. Тоа Да, драстично. бе, затоа и изголемување после на цени. парата фактички не вредеше, гривњата не вредеше. Па не вреди ни кај нас. Тоа сам ти О, кажам. брате. Ти е истата А причина. ние не сме у војна, замисли. Не сме у војна, а нашата вредност на платата, што била, да речеме, просечна 250-300, еве сега нека им е 500. Тие 500 евра за овие 5 години, 4 години се барем 30-40% намалени. Ама еве ти Игор ти одличен пример. Избегал од Украина, ма избега и од Македонија. Да. Абе, добро, Паметен човек. Каде побегнал? У Македонија избегав затоа што пробавме детева и викам со жена ми да размислиме, пробав по градинки. Градинка ми бараат вакцини, бе, исто како на тој Охрид, ако го гледавте. Ми бараат вакцини. Кај да им најдам вакцини? Детева е вакцинирано. Ни ги пратија од Украина вакцините, да ги преведете, вика господине. Сега викам ќе ги преведам. Јас сакам само да опитам терен, да сте ги преведеле од украински кои вакцини ги има примерно детето. Аха. Исто како тој од Охрид, ако го гледавте, што дошол со две деца, што не може да ги запише. Не знам дали го гледавте со Ночер, еден дечко од Украина што беше. Да. Што зборуваше, истата ситуација. Тука во Македонија никаде се немаше сретнато со препреки на патот, стигање во Македонија, сок правење тука во Македонија директно. Значи, тоа е таа Демагогија. ма какви мизерија е тоа. Не е тоа демагогија. ми Што да ви кажам? Што да кажеш, ти кажа све у претходното, у првото гостување. Во услови на војна, ти да не сакаш да се вратиш, значи ти живееш у војна, ама полошо ти да се вратиш у Македонија. Пребиш да живееш у војна да се вратиш у Македонија, тоа збореше многу повеќе од било што ќе кажеме сега. Се не знам кој како ќе го сватеше тоа, јас си кажам. Не е битно, ние те свативме како што треба. Тој што нема да те свати, негов проблем. А тебе лал да ти е. Ти се грижиш за фамилијата како прав татко. А ние треба да се замислиме. Човече, луѓе од војна викаат неќам да бегам бе овде. А стварно сме угомна до гуша. Човек, ние само глумиме финоча некоја. Ние сме у базен пун со гомна, ама имаме вака некоја чашка со коктел, со цевче шмукаме. Тоа сме ние. Дур не прелијата ви. Сега. Не знам, кај на смислам Македонија нема да има. Само момент, ќе те вклучам. Кај нас се Сега ќе го прели, јадеш. пукната Сега ќе го цевката, теча 30 години кај нас тече брат. Сега ќе го јадеш ти, Милош. Така, кој ти е крив? Додека не прелија, ти што е прелија? 20 години се прелија, што има тоа? Ништо. Ништо, Китка ми вене. Гала, Фейсбук, гала, Толку. грана, гала, продавница, гала, нас. Не, ќе ти кажам Точки на главно. слави, никому ништо не дадат. Точки на слави. Вчера човечу 5:30 са бајлав некој комши, се расправа за политика, ме разбуди успење, ќе се потепа некој комши. И се мислам да видам што е работа, ќе се испозаколя на улица. Зашто за политика? Излезе некој од дома комуњарен. Му вика од еден на други од тука. Леле, отро. Тугари, мислам, тука се комши ги гледаме луѓето, тоа ја мислам ги знаеме коли. Нешто е комуњаро ела. Јас сум патриот. Чекај. Урла човеков на цел глас. Изгледа комуњар, не те гледам. Изгледа од дома. Значи, до тој степен сме ние распаднати. И ти ми викаш да се прелие чашата со базенот со фекали. Не е прелием, бе, брат. Ние сме, како да ти кажам, оддавна е прелием. Брат те инспирира, ако ништо друго. Не, ме инспирира. Значи, ова немаше Ти ќе го јадеш, готово. Милоше, сори. Ти си тригер од вечерва. Ќе го Не јаде. е тригерот, Милош, тригерот се Се шал. видот од синоќа што ме стави без пиење. Да. Игор, извини, Ти си добар уште. Ја иначе Атос би го одврзал само. Шетај мали. Па да видиме. Не е проблем. Ја, види, Јанко, би го одврзал Атос, проблемот е што
Ке ти се врати со нога. Ке ми се врати со нога, не знам колку е тоа дезинфицирано да го јаде. Добар си. Колку е дезинфицирано. Мислам, може би беа дезинфицирани, беа сигурно. Промил да им мереше, ќе експлодираше апаратот. Промил да мене брат, ке беа, како да ти кажам. До толку е сега да сега се јавуваат па да брат, извини за вчера брат бе, не, многу јадам говна, брат, знаеш дека те сакам. Бе. Ти си кога. Игор, извини се за вака Мала дегресија. Не е проблем. Да видиш, да се подсетиш на нашата реалност овдека. Да, тоа е нашата реалност. Не, точно е, тригерот ми беше Милош. И знаеш што, додека е народов до гуша, знаеш што прават? Ајде, нели, кај мене у емисија се јавуваат, се бунтуваат. И стално ќе се нема кој да го поведе народот. Молам, нема кој да го поведе народот. Што чекаш, бе, кој народ? Абе, народ сам се не треба да го поведе. Партиите ќе го следат народот. Вие поведете се. Што чекате? Ама тој да излезел на улица. Па излезе 100 пати на улица. Излезе ти. А не беше момент. Па човече, бе, јас стварно не знам. Значи, нам ние у Македонија какви сме? Предобро ние. Види, Јанко, значи тоа околу излезе тој, зашто не излезе ти, не е се работи тука за обнаоѓање и оправдување. Значи, народот нема доволно... Не верува на никого. Не верува на никога за да излезе. И кој е крив заради тоа што не верува? Тој Ма се вижда што ги политичари. Чекај. 92 слета у Македонија со ласери и рекоа, овие ќе ве водат, има да ги слушате, има да ве испотепаме. Или ние ги изгласавме сите гомна? Па не беа марсовците. Првен беше комунистичка партија на Југославија, па после од Белград друга амбасада и така. Да, некој слета. Слета. Да. Лети и мислети. Игор повели со вака да не надополниш ако може што. Игор, како е иднината за тебе? Немам Што ќе правиш? ништо Остануваш да ли у дополнам. Како Германија? имате да прашате уште нешто? Дали остануваш у Германија готово за сегогаш? За секогаш. Не знам, по наредна година, да. Следнава година до 20, таму до 30 април имам договор подпишан у фирмава кај што работам, па ќе видиме што ќе биде понатаму. Значи едно пар интервјуа имаме уште со тебе. Па добро, кога ќе има нешто ново, ќе ви раскажам. Инаку кај нас ете у фирмава веќе примија 7 украинци, рачунајќи си и себе како украинец. Добро, и што работите? Работиме со акрилна пластика, прозирна пластика од 2 мм до 20 мм, со ласери се сече. И после оди горе на втор спрат, па се лепа таму, прават се тоа што, како ти кажам, за резервација на маси, за столеви, Со за... епокси, пластика, со такви работите? Акрилна пластика, прозирна пластика, вика. Еве сега ќе ти покажам. Од работа донесам за Има деца. тоа лепаците таму, тоа... Еве каква пластика, гледаш? Да. Еве ти. Да видам како? Ова гледаш, тука треба ова се полира. Ја полираат пластиката, тоа се одсечот си делови што остана. Јаш како Игор, викаат не ја носи работата дома. За дете одел, земав една плочка да си игра. Нека се играе дето, разбираш. Нека се играе. Ало ти вераве, вреден човек си. Се труди, бе. Вреден човек. Слушај, на 47 години малку е тешко, ама да менја. Колку години имаш? 47, 21 мај 47, роден ден ми беше пред 5 дена. Човече, за мене си херој, затоа што ја би бил усран на твое место. Не знам дали би имал здравие да го преживеам ова што ти го преживе. Ова е страшно, колку и да си позитивен, колку и да било И не би сето тоа. работел у фабрика за акрил, него би работел у фабрика кај што се прават, не знам, ваѓа пелени. Нема ова, тука има две фабрики само и тоа е се. Ме викаат некојаш преведувам со украинци кои имаат проблем, со англиски, украински, руски и така.
А тоа понешто ни го кажа е редовно. Да. Игор, дозволи ми да ти се заблагодарам. Поздрав и од Фала ли мене. вас за контактирање? Фала на тоа што го сподели твоето патешествие, твоето искуство, непријатно во секој случај, како и да ја земеш ситуацијата, дали без разлика како ти го доживаш и како го презентираш, позитивно морам да кажам, не би никој од нас, мислам дека тука така да го преживее. Јас знаеш како живеам, се трудам негативните моменти да ги оставам зад мене. Добра Мислам дека подобро филозофија е и на така. човечка. Добро, мислам дека е подобро така. Игор, се да спомниш. напишеш книга ти за све ова. Толку, ако имаш таков талент, напиши, ова треба да остане како запис. Ова не е мала работа. Така, ајде. Секој е добро, имајте убава Поздрав, вечер. секој е Секој е добро Чао, и чао. Ќе се морам слушнеме. да признам многу поинтересен си од многу политичари. И повеќе имаш да кажеш. Фала ти многу, лека ноќ и пријатно. Лека ноќ, чао, чао, поздрав. Ние, значи, трагедија ми е оваа вечер мечка со вас двајца, во смисла што почнавме нели, да збориме за лична трагедија, за емоција, за војна и дојдовме до отварање на очи колку мизерна и бедна е ситуацијата. Каква златна земја до посрав. Пази, ја реков дека ќе останам оптимист и дека ќе не биде и верувам. Може би едино ако сум се замачкал колку е тешка ситуацијата. Иако ја искусував на своја кожа, верував дека, ајде, може би мене ми е така, политички проган, ово, она. Не, овде стварно мечка е во право. Што да чекаме повеќе, мислам, 30 години тоне, се пуни базенот. Колку треба да се препуни, а ние глуматаме аристократија некаква. И сега, сите, што се коментарите? Што да се направи? Абе, Џони, додека прашуваш што да се направи, додека прашуваш кој да направи, нема праење. 41 година, тој, дали се дозна, дали ти дозна кој бил тој, 41 година, што прилипал ограда, го обил магазинот и украл оружје? Кој е тој? Тој е првиот револуционер. И јас ти гарантирам дека не е ни комунист, не е ни комита, дека е крадец со такво срце. Значи, треба да имаш таков ментален склоп, физички склоп, да можеш да провалиш ти негдека во таков објект. И таков човек направил промена. Чим у овој момент ние немаме, ја не можам да ја верувам дека сум кукавица, еве, ја признавам дека сум кукавица. Ја не можам да излезам гол да трчам пред влада и да улетам или да се самозапалам и така натаму, како што Јан Палах тоа го направи, ако не се лажам, Јан Палах беше. Значи, ја го немам тоа јуначко срце, ама нема ни друг. Дали тоа значи дека не е дојдено такво време? Дали тоа значи дека не сме до толку? Ја не можам да ви опишам колку ми е тешко да ја согледам ситуацијава во Македонија. Такви крајности, да ја не знам што да кажам. Јанко, се А дека е базенот пун, пуне. Се среќавам со еден комшија, човекот е осудуван за Македонија, има лежено затвор, во 2001 учествуваше во оној влез насилен у собранието, нели, која ја превртеа, уништија колата на Љубе Бошковски, која наводно се шпекулираше дека треба да се убие да се убие тогаш Борис Трајковски, од она што го имам читано бидејќи сум бил многу мал. Тој човек ми вика: пробавме, не успеавме. Проба уште една генерација, се влезе пак у собранието. Ништо не се менува. Не знам што треба и што се очекува од народот да направи за да нешто се смени во државава. Јас самиот лично сум бил на преку 200 протести. Значи, Сум се значи, у 2008 година памтам првиот можеме протест. да заклучиме дека протестот не е решение. Што е тогаш решение? Ама не дека не е решение, него никој не го слуша народот. Никој не го представува народот. Никој не го прашува народот кој е неговиот интерес и кој е неговиот став. Значи, јас пишав на Facebook, избришен ми е Фейсбукот, зашто многу јадам тоа што не треба. Напишав, значи, ние сме у ситуација каде што, како што биле американците која пред да ја дигнат американската револуција. Нас не даночат, ама никој не слуша и прашува што треба за нас да се направи.
Значи тие што треба да те представуваат не те прашуваат. Ке ми се налутиш можеби. Но еве, јас верувам дека сите во црквата имале добри намери, но морале тоа некако да го искомуницираат со народот. Океј? Каже ми ова за политикава, за искачањево од базенов пун со лајна. Ама не го слушаат народот. Кој да го слуша? Политичарите, Кој ги бира политичарите? дрончето ги пика. Како ги пика бе дрончето, а објасни ми како ги пика. Или ние идеме како овци и ги гласаме. А добро ти ве... Јанко, дали се сеќаваш дека на последните предвреди парламентарни избори падна системот на ДИК? Падна дикот. Падна ДИК. Дали се сеќаваш дека падна ДИКот тогаш и за еден пратеник ВМРО не стана власт? Да, Да. Тоа е дрончето. тоа е дрончето. Тоа е дрончето. Ништо, затната ми е уста, не, no objection, тоа е тоа. Во СДСМ кој го донесе Заев? На власт. Види, Заев не треба да прашуваме. Заев го имаме на снимка кој му вика на Груевски. Му вика, ме спрема од надвор, ги имам снимките за тебе. Дај си оставка, вика, ќе ги објавам. Ти текнува? Да. Значи, може би најфер потез на Зоран Заев. Пред да те сјебам тотално, еве ти доаѓам, ти кажам, имам за тебе. Тргни се човек, ти давам услов. Ме спремија странциве, изволте. Човеков даде отпор, машки, немашки, поштен, непоштен, се обидуваше да се одбере. Не му успеа. Така е, имаше голема пропаганда. 10 милиона долари беа фрлани у медиуми. 5 од USAID, 5 од Сорос. Кој ќе парира на тоа, бе, брат? Кој ќе парира тоа? Инфомакс. Па парирате, додуше. А сакаш да кажеш дека тогашната власт не можеше да парира? Мислиш дека може? Дека немаше 10 милиони. Годишно? Види, има и уште еден Добро, интересен момент. Курир не успе у агендата, Не пошто успе беа у борбата. Да им се потроши фотошопот за заокружување оние црвени кругчиња. Види, има и... Точно има лоша политика, медиумска лоша политика. Ранеа газди на телевизии, не креира собствени медиуми, него придобиваа медиуми, не создадоа, не креира здрава опозицијска мисла, туку се додворува. Кажеш некако како да е минато свршено време. А не верувам дека е тоа така. И не верувам дека некој е научил лекцијата. Не, сакам да се подсетам, например, Владко Ѓорчев беше главниот организатор на донесувањето на CNN во Македонија, ако се сеќаш 2010-2011. Значи, ги донесе и сите новинари од А1 телевизија, од Телма, опозицијски сите беа викнати. Никој што беа од тогаш про Владин или про ВМРО-вски, никој немаше средба со ниеден новинар од ова. Само едини кој се сретна и капелмастер беше Владко Ѓорчев. Ама знаеш како викаат? Абе ти наш си, бе. Ајбе. Па така е, шо? Така е. Нечка така. Не е така. Не е така. И види, Инфомакс е редакција на граѓаните. Инфомакс е редакција на своите читатели. Инфомакс не е редакција на никој друг, освен на граѓаните и на оние што не читаат, и на оние што не поддржуваат. И никогаш Инфомакс нема да биде ни ВМРО-ски, ни СДСМовски, ни на ДУИ, ни на Алијанса, ни на БЕСА, ни на Алтернатива, ни на Левица, ни на не знам кого. Ама секогаш ќе биде на страна на народ. Така сме почнале да работиме, така планираме да продолжиме да работиме. Ако не ги си гај илузии дека ние сме нечиви и идеме кај нема гајле, тука погрешил и мислам дека веќе вака ќе дојде периодов кога тоа ќе се, мислам, еве се докажува, да речем. Значи на Сорос не се шиткаме. Не се шиткаме на никого. Може ли да се шитнеме на... Добро бе, може ли бар на Елон Маск да се шитнеме? Види, ние позитивно пуштаме за Елон Маск, пошто мисли дека прави добро. Не мора да се шиткаме. Зашто да се шиткаме? Што ти треба? Тесла некоја? Кому не треба Тесла?
Ја не сакам, значи, ќе згазам некого, нема да ме слушне. Денеска ковав нови колци за доматите, ми порасна, отидоа преку 1,5 метри, преку 1,80 метри. Поише од мене. Ја 1,80 метри. Сакам ти кажа, нема Тесла ти треба, ми отиде Теслата стара, ми треба нова Тесла за ковање. Види, Се шегувам. Зошто мене ми недостасува? Мене ми недостасува и тоа што немаме пазар. Бидејќи Инфомакс е единствена у овој момент агенција која има најголем потенцијал да се развие, но нема финансиски инпут за да направи тој одскок, како што сите телевизии и медиуми го направија со тешка кешарица од сите партии и од двете партии цица, оти колку што Сител, Канал 5, Телма исцица од СДСМ, поише од ВМРО. Но немаме пазар како да го реализираме, да го реализира тоа, да го материализира. Само што го кажеш, нема слободен пазар. Како со тој кеш кој што се го добива да се екипираат како телевизии, медиуми, радија, нерелевантно, некои купува авиони наместо камери, купуваат джипови наместо микрофони. Така. Исто тие пари беа наменети да се опреми и да имаме ние еден медиум, 2-3 медиуми кои што се Браво. кои што се Браво. И види, за тоа Чекај. Он треба да кои збори. што се достоинствени. Ние го немаме тоа, ама затоа газдите на тие медиуми летаат авион, така. на лов у Африка, Така. возат джипови Да си ми жив. и ние имаме медиуми кои што се по стандардите на средината на 20 век. Така. Тоа се нашите телевизии. Ова што ние го Пред правиме. 15 години, кога работев на телевизија, каде што Јади Бурек траеше до 2 сабајле, со 7 блока по 17 до 20 минути, кои кога ќе ги пресметаш на годишно ниво носеа габарит чисти 500 до 600 илјади евра, чисти пари само од реклами. Тој човек, тој газда, тој не знае, сам викаше. Вика, ја немав маркетинг служба, сами се јавуваа. Затоа што Јади Бурек беше најгледана, најслушана. Ја работев за добра менаџерска плата. Ама што правеше он со парите? Не купи студио, не докупи опрема, не купуеше програма, не се прошируеше. Он стално кога ќе дојдеше некој гостин од власта кај мене, се расправаа зошто не му дале пари плюс. А он 4 пати годишно идеше у Дизниленд у Париз. 4 пати годишно у Дизниленд. Абе, човече, на страна джипот, ај джип разбирам, купуеш джип, ти треба. И авион да Дизниленд, неизживеани. Тоа е со македонските газди, неизживеани. Ке купуваат мега работи, затоа што, нели, мали куриња, големи пучки и мора нешто да се компензира. Мора да се компензира. Кај е програмата? Каде? Кога дојде дигитализација овакво, леле, мајко, крв, лукање беше на сите страни, кога мораше да се купуваат нови миксери и сегде. Кој мора УХД да идат и сега дигитални канали. И затоа сега ќе пуштиш телевизија како да гледаш назад у времето 15 години. Не сигнално. само тоа, ти знаеш ли дека по законот колку е, Мечка добро знае, колку треба да имаш вработени за да имаш национална телевизија? Минимум 60 вработени редовно. Ја да ти кажам, дојди со мене у било која телевизија, ако најдеш поише од 10 души у било кое време, телевизиите функционираат како да ти кажам, како администрација. У 3 сат звони, 3 сат, тринг, вака, стампедо се искача и останува само техничарот кој пушта музика. Па ја поише екипа вечерва овде ке имам видено у медиум, него кога сум бил гостин на Телма, на Канал 5, кога сум работел у Сител, нема кој ти работи на вечер, никој неќе да работи. Све се тоа, господа, тоа вработено е таму, нешто ке куцка до 3 сати и после бега. Кога се гледаме телевизија? Кога се гледа? Навечер е најгледана. Како тоа нема луѓе? Како тоа нема програма? Компјутери работат бе пола од телевизиите. Немаат студија. И ние за што збориме? За што факинг збориме? Јарно вика, добро е, убаво што си ваков како што си, па ме свестуеш. Мислиш, завршено е тоа време? Не е завршено, точно.
уште работат така. Уште работат така. И не им е јасно, и пак нема стратегија. Како и што. А поголема корист ќе имаат да пуштат и дозволат да развијат независен медиум кој ќе може и нив да ги плеска. Затоа што у овој момент, кога реално би постоело независен медиум поддржан државно, партиски од сите, и кој, например, ќе кажеш, у СДСМ имате такво лањо, кој прави такви срања. У ВМРО имате таков и таков, и поголема услуга ќе им направиш ако ги исчистиш од куколот, одошто да оставиш канцерот да им труле. Ама ние не смееме како медиуми, нели, како се вика, зависно кој каде е со идеологија, ако напишеш критички текст за еден или за друг, и тоа е пракса до ден денес. Мислам, сега ние пишуваме критички текстови за власта, имам 2 кривични пријави, Милоше по судови, да ти не смеш да го критикуваш вождот. Не смеш да му ги отвориш очите, да му кажеш дека слушај другар, правиш грешка, значи ти копа некој друг гроб, ти како да ти кажам. Тоа не смееш да го правиш, а тоа е само заради тоа што ако тие кои што се наречам блиски до владеачката структура, медиуми, ако почнат да плукат, ќе снемаат пари, па ни тие 10 души што ги имаат нема да им бидат на работа. И нема да постои медиумот. Тоа истото и Затоа што не работат пазарно. Зависат од партиски пари. Не може да создаде реклама, не може да креира програма. Немаат нови новинари, немаат новинар медиумски кој еве на пример у Канал 5. У Сител порано Латас беше некоја фаца, така? Сега го немаат ни него. Цаци, don't tell me. У Телма кој е? У Канал 5 кој е? Значи, нема таму некој Милош или Мечка, кој народ го знае. Вие ќе прднете овдека, ќе пуштите еден стрим, ќе направиш едно 20.000 гледања имаш. Која телевизија може да го постигне тоа? Кој новинар, еве, било кој новинар, нека проба, нека го ја не можам да ви парирам. Еве ви кажам. Знам колку сум популарен, знам која ќе да ме тража, ама сте го постигнале тоа. Зашто? Затоа што имаш без пардон. Така се работи. Ама пак вашето не чини, вие не чините и после народов не ми чини. Извини бе, гледаш вести на Сител, Канал 5, Телма, да. Што сакаш бе? Прво избојкотирај бе тоа. Еве почни со тој бојкот. Почни со тој бојкот. активен или пасивен? Активен бојкот е да тинкаш додека ги гледаш вестите, ако имаш фаца да возбудлива така. Љукаш по телевизор. Бар америчка на телевизија, ако ќе ја видам бре човече, дотерана стегната, со тоа Wonder Bra, па чекај, па многу ме интересира у Охајо што се случило. Знаеш како? Глед, врати малце, пушти ја. Кого е, да бе, ако ништо друго, барем визуелно да те привлече. Ни тоа нема. Барем со некој луцидност, со интелект, да те заинтересира. Па ја да ви кажам, ја поголема чест не сум добил у живот да учествувам во тешки муабети. Данела е тука, Стевчо е тука, Палчо е тука. Значи, и секој со некоја своја екстрема, збори слободно, прашања заебани. И народов, можеш да го лажеш? Не ти е гарантирана гледаност. Све ти е гарантирано преку стримот. Не ме фали више, се нафрлам. Да. Само веројатно забележуваш. Кој е популарен? Тие што излагаат на телевизиите национални или тие што ги има секој ден на инфоц? Тие на националните телевизии, утринска програма на МРТВ, тие. Највише. Да не умре циганката. Не, за ромката збориме. Ромката. Да. Французинката. Житан. Било сакаш да кажеш нешто? Ви све кажавте, што да ви кажам. Ви, тоа што го Кажи кажа... фала. Не, фала што прво- седеше со нас. Прво фала, да, апсолутно. Се шалам, Све што кажа, не, видиш. Кај ти е жутото елече, кажи му го вратили на На Ефтов? Васко Ефтов му го вратив, Добре. да, од кога видов дека ги подвиткува долгите панталони ги навратив, не можам со тој стил, не можам. Не можам да парирам. Не можам да парирам. Кога Види, ќе почнеме некој вака у кола да се возиме, да
да Сакаш и ти да правиме рапуеш на да века. вајда гостите да ми рапуваат, ја вака да го возам со шкрипки. Зашо сакаш со Југо, со Пунто, со Со Лексус сакам. кој Лексус, Вован и Лексус? И цело време се дежа истото. Царот е гол, те текнуе сите ги фалат, сите шеф е најдобар си и на крај ај кривични, затвори, чуда. Нели им текнува бе? Озбилно да прашувам, ја не знам дали имаме некој премиер што немал кривична пријава. Има ли тако? Имаме, да. Бранко нема кривична. Стварно е безкривична? Не бе, има. Има и тој? Има за пристап. За пристап. Пристоп. Да. Пристоп на Изи, агенцијата за Евана, Да. за приватизацијата. За пристап има и уште една имаше за, како се викаше, за Ќе се разреши така и да е организацијата на, мислам дека Правдата е беше, тука. дека беше на НАТО самитот, како беше таа, не ви текнува сега. Па имаше Киро нема. Имаше една афера со словенците за пропагандата што. Аха, таа. Па тоа е Пристоп. А Киро? Премиер. Премиер. Не беше премиер. Само Клюсев. Клюсев нема. Клюсев Знаеш нема. зашто нема Клюсев? Зошто? Најкратко бил премиер. Немаше време, че. Немаше време. Ја мислам дека нема што да дадеме. Трагедија у пичко. Ако нема нешто да дадеме тука да ја завршиме емисијата, Ајде. Гасите. Таман се. сите кои што не Таман гледа влегу. повторно во голем број. Утре тешки муабети со Палчо. Може ли само да најавам? Пошто најавам од минатата недела, Фејсбукот ми угасе, не можам на Фејсбук да пишам. Гледајте не, ќе има интересна дебата. Љупчо Палевски ќе биде заедно со портпаролот на Левица Амар Менчиновиќ. Ќе збориме за све што збориме цело време, ама овој пат ќе имаме два спротивставени ставови и различен пристап на решавање на проблемите. Тоа ми е идејата. Дали тоа ја договоривме емисијата, мислам дека ќе биде интересно за сите да се види нешто малку поинакво. Протиставени ставови левица и десница. Најспротиставени на света, ние ќе пробаме да балансираме со баланс штанга овдека, затоа што инаку не знам како би балансирале два такви Со хебла. баланс штанга. Тоа е како би балансирале такви два лика, како и да ќе биде интересна емисија утре. Следете И Инфомакс. за недела? За недела? Недела, се извинувам. Во недела отец Ивица ќе ни гостува на мене и на Јанко. Повторно ќе имаме интересна тема, ќе збориме за црквата, за признавањето, за автокефалијата и што понатаму, дали сме на добар пат, дали сме на прав пат. Ќе разјасниме многу дилеми кои што кружат во јавноста во овие последни 2 недели. И ќе кружат и после тоа. Don't worry, прилично е комплицирана работата, иако има и убави моменти во цела оваа работа, но окей, во недела ќе биде интересно затоа што сакам и јас да го слушнам и да му поставам прашања. Токму од тој аспект и многу ме интересира, така што мислам дека ќе биде интересно, се надевам дека ќе прифати, деноиве дека треба да треба да потврдиме уште еднаш, да потврдиме. Да, готово. Ако не дојде, ќе играме ја и ти оптан топтан тука. Оптан топтан кисело млеко. И на крајот што би се рекла бадум тс. Тарабадиш. Да. Следете Инфомакс, читајте, добивајте информациите без цензура и секогаш први. Понеделник, да не заборавам, наше Скопје со градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, бидете следете таа емисија на фанпејџот на Инфомакс. Довидување, се гледаме утре. Ја прашам. Адев, порад. Пративме да Чува.